почитувани слушатели и гледачи на Радио Пела. Ја следите програмата во живо и денес, покрај што цело време слушате убава музика, овој разговор го посветуваме токму на музиката и тоа на она изворната, фолклорната, онаа што значи наш идентитет, наша традиција, наша култура и наше обележје не само во рамките на Македонија, туку и насекаде во светот. Наш денешен соговорник е магистер Горан Василевски, председател на фестивалскиот одбор на фестивалот Пеце Атанасовски, кој започнува и овие денови веќе значи ево тек преку часовите, преку работилниците за свирење на музичките традиционални инструменти, а наскоро ќе следат и фестивалските изданија, така што ќе зборуваме за 51-то издание на овој фестивал. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата и можноста секоја година, да кажем традиционално, кај да се промовира, односно се најавува фестивалски вечер. Благодариме исто што одвојувате време, затоа што Радио Пела токму постои за тоа да ги промовира оние вистински вредности. Што е она што моментално се случува во врска со фестивалот? Веќе, колку што знам, од вчера почна тие часови, тие обуки за инструменти. Така, веќе во тек е семинарот за изучување на традиционалните инструменти, кој се одржува во ученичкиот дом Орде Чопела во Прилеп. Ова година имаме 20 семинаристи, ученици од Основното училиште Кире Гавриловски, инструменталисти од Прилеп, средношколци од цела Македонија, можам да кажам, имаме и гости имаме од Австрија, кои што исто така ни се и семинаристи, меѓутоа и гости на фестивалот во Долнени. Секоја година се повеќе и повеќе имаме заинтересираност за овој семинар за изучување на традиционалните инструменти. Колкава е бројката годинава, можеби, од прилика? Ова година имаме 20 семинаристи. Од прилика секоја година од 10-15, тука варира бројка годинава, навистина бевме ние изненадени. Дали има некоја старосна, можеби, граница на тоа кој се може да биде дел од овој семинар? Старосна граница не, меѓутоа имаме, да кажам, ограничување, оној што е семинарист треба да го сака традиционалните инструменти и песни. Кои се луѓето што се вклучени, односно што ги држат, што го држат овој семинар? Така, како предавачи на семинарот сум јас, професор доктор Родна Величковска, професор доктор Горанче Ангелов и доктор Стојанче Костов. Наизменично, значи, работиме ова година како тема ние Кривопаланечко, односно Славичко поле и Дурачка река. Секоја година имаме по еден регион што го работиме. Започнавме со Прилепско, Марио, па Порече. Едноставно шириме така, бидејќи нели секој крај си има свое обележје. Наизменично работиме изучување на традиционални инструменти, имаме гајдаджи, кавалджи, девојките од Основното училиште Кире Гавриловски навистина имаат супер глас, онај традиционален шмек на пеење. Така да и наредните години, како и до сега е 16-та година поред е семинарот за изучување на традиционални инструменти, секогаш сме имале заинтересираност и едноставно гледаме иднина и во самиот семинар, бидејќи има доста учесници кои што оваа година најавуваат во смисла пишете ме до следната година во семинарот сакам да учествувам. Токму во тој контекст, еве сега нас некој ќе не слуша можеби во живо, подоцна и на YouTube.
и го слуша ова за семинарот и што, ако доколку се заинтересира, што треба да направи, како треба да се пријави за идната година да биде дел од овој семинар? Па едноставно или кај мене, кај професорката Родна, Горанчо. Значи преку социјалните мрежи да ве исконтактира. Да, и на така. Facebook профилот PCFest Атанасовски, мејл адресата fnip.pcatanasovski@yahoo.com. Значи секако стоиме на располагање, меѓутоа како што реков, треба да има некаква основа да музицира на гајда, кавал, тамбура, тапан, некој инструмент. Ова е едноставно како дополнување на знаењето, проширување на она што веќе го научиле, едноставно давање љубов за понатаму да продолжат со традиционалните инструменти и песни. И бидејќи сега зборуваме за оној едукативен дел, да го заокружиме него со тоа што ќе ни кажете колку децата во нашава држава се заинтересирани за фолклорот, за изучувањето, бидејќи вие тоа добро го знаете и како раководител на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев. Го има ли оно интерес или постои се уште можеби скепса, или едноставно децата веќе се заинтересирани, сакаат и знаат дека е добро тоа? Има, да кажам, се повеќе и повеќе има деца кои што сакаат, меѓутоа не е, што викаме кај нас, не е се со сакање. Треба да има и талент. Меѓутоа, навистина, од година во година имаме на фестивалот Пеца Атанасовски се повеќе млади учесници, од деца, можам да кажем, од најрана возраст, од 6-7 години, кои што почнуваат, пробуваат да изучуваат традиционални инструменти. Тука ни се и голема подкрепа и основните и средните музички училишта. Еве конкретно во Прилеп, основното музичко училиште кој што со одсекот за традиционални инструменти навистина прави еден расадник на инструменталисти во Прилеп, кој што можам да кажам до пред 15-20 години, до пред да се отвори катедрата, во Прилеп се броја на прсти младите инструменталисти. Меѓутоа, од година во година се повеќе и повеќе, еве и спомнавте и за Мирче Ацев, значи имаме група на почетници која што броеше 60 на деца подмладок. Секако морам и да потенцирам дека главен проблем ни е недостатокот на машки во Тоа значи Мирче проблем Ацев, кој што уште трае. Да, не И јас сум знам. модел во играор на многу краток период. Љубовта остана, но не продолжив, меѓутоа Да. знам дека секогаш 2-3 машки имаше максимум. Девојки навистина има доста и се заинтересирани и квалитетни. Машките исто да кажам, имаме доволен број, се квалитетни, меѓутоа нема таа конкуренција како што има кај девојките. Така. Знаеме ли колку години има или кој е најмладиот учесник на годинашно издание на фестивалот? Да, ова година е 6 годишен Гедаджија Така. и навистина е добро подковани, неговите родители се Од тука или од некој друг град? од Битола. Така, одлично. Ќе имаме можност значи да го проследиме. Да. Сега да продолжиме со она што значат фестивалските изданија, на 51-то издание, како ќе тече програмата, кои се можеби новостите оваа година. Па вака, од оваа година повторно е фестивалот Пеца Атанасовски е на познатата Рудина во Долнени. Двата фестивалски дена во саботата од 18 часот започнува, а во недела на 1 јуни од 10. Да напоменам дека за Прилепчани имаме обезбедено и бесплатен превоз, автобус од пред Центарот за култура Марко Цепенков, 1 час пред почетокот, значи во сабота од 17, во недела од 9 часот, до Долнени назад. На фестивалските
надпреварачките денови има околу 300 учесници, од кои оркестри, групи, поединци. Изминатиот период селекционата комисија имаше навистина тешка задача да одбери баш квалитетни, достојни инструменталисти, вокални интерпретатори кои што можат нешто повеќе да прикажат на фестивалот. Да напоменам дека тука како пропратна манифестација ни е и научниот симпозиум кој што ќе биде во петок во фојето исто така во Марко Цепенков, каде што ова година 14 еминентни етнолози, научници од селата на етнологијата, фолклористика, музикологија, етнокореологија со своји трудови учествуваат на симпозиумот, а како крајна цел на тој научен симпозиум е објавување на трудовите во зборник на трудови фолклорот во минатото и денес. Така да исто во петок, значи од 11 часот ќе биде научната конференција и промоција на овогодинешниот зборник на трудови, 6-ти поред. Така. Ја имаме и гајдата на ПЦ награда која се доделува, веројатно и годинава нели ќе биде така, доделена, нема да ќе се соопштат во време на надпреварите наградите, нели? Значи како награди ни се гајдата на ПЦ која што се доделува на најдобриот гедаџија на фестивалот, потоа Гран При која што се доделува на најдобрата група оркестар. И секако тука ни се и статуетки. Заборавив да напоменам Гран При, тој статуетките ги изработува нашиот уметник Емил Солевски. Гајдата на ПЦ изработува мајстор Љубен Јуртовски од Прилеп. И навистина овие награди се, да кажем, традиционални во фестивалот и ги добиваат само оние што оставили најголем почет како и кај жири комисијата, така и кај публиката, морам да кажам. Бидејќи има овие се живи настапи со голем број на публика, така што често доаѓа да се развиори оро, да аплаузи, спонтани. Баш да биде народен фестивал, а мислам дека публиката на фестивалот никогаш не недостасувала, секогаш има публика. Так. И тоа е убаво и тоа зборува колку фестивалот му е важен на луѓето. Дали е тешко, кои се предизвиците со кои вие како фестивалски одбор се соочувате? Задоволни ли сте од препознатливоста на институциите, од помошта што ја добивате за да го реализирате овој фестивал? Па да, имајќи во предвид дека фестивалот е од национален карактер, како основни, да кажем, секоја година се финансираме од Министерството за култура и туризам и локалните самоуправи на општина Прилеп и Долнени. Секоја година, да кажем, тежината во фестивалот се гледа всушност во проблемот да се одржи континуитетот. Значи, со оние средства кои што се добиваат од буџетот кој што го имаме, треба всушност да се одржи континуитетот, бидејќи не е малце 51 година традиција, можам да кажеме, фестивалот, да се продолжи таа традиција, да има континуитет, меѓутоа и квалитет. Така. Единствено, како не би рекол потешкоти, меѓутоа како предизвици со кои што се соочува извршниот одбор од фестивалот, се токму тие да се организира за фестивалот да не западне, да кажам, квантитативно и квалитативно. Така.
Го спомнуваме, фестивалот го носи името Пеци Атанасовски. Фестивалот го знаеме, но секако идат луѓе и нови генерации кои можеби не знаат. Ајде да ги подсетиме зошто овој фестивал го носи тоа име и што значи Пеци Атанасовски за сите нас. Така. Па вака, уште кратко историјата далечна 74 година по иницијатива на Пеци Атанасовски, Илија Лашковски, Живко Фирфов, еминентни фолклористи, најпрво како регионален надпревар на гајдаджи. Затоа уште и во Прилеп често се спомнува кога е фестивалот на гајдите. Така е, да. Се организирал во Долнени како регионален надпревар на гајдаджи. Меѓутоа, веднаш следната година прераснал како републички фестивал за традиционални инструменти и песни под името Марко Цепенков. Така. Под, да кажам, покровителство или под капата на Центар за култура Марко Цепенков, со кој од самите почетоци ги имаме тие нераскинливи врски, да кажам. И ден денес продолжуваме. Да споменам дека во петок, во 20 часот, на летната сцена во Марко Цепенков, гостите од Австрија, оркестарот Александар, ќе имаат свој концерт, каде што ќе прикаже се она што успева да музицираат, бидејќи се мултиетнички состав, каде што меѓу кои има двајца македонци, има бугарка, србин и доста австријци, кои што го сакаат овој балкански фолклор, да кажем, македонски. Потоа, да продолжам фестивалот, после 96-та година, по смртта на Пеци Атанасовски, по одлука на Советот на фестивалот, се одлучува да се применува во фестивал за народни инструменти и песни Пеци Атанасовски, така, по својот основач. Зошто е Пеце нашиот најважен гајдаджија? Што е она што го прави посебен над сите и зошто едноставно заслужува овој фестивал, така да се вика? Така, значи, да се зборува за заслугите на Пеци Атанасовски, навистина е кратко време, да кажам, меѓутоа тој не е познат како гајдаджија само, секако тој започнал како гајдаджија, меѓутоа потоа и како мултиинструменталист, тој свирел и кавал, и тамбура, тапан, делувал, значи, почнувајќи од танец, Народниот оркестар на Македонската радио телевизија, по негова заслуга е формиран. Потоа делувал на многу културно-уметнички друштва, како што е во Прилеп Мирче Ацев, долгогодишен кореограф, председател на културно-уметничкото друштво. Со негова заслуга бил и македонскиот фолклор, односно инструментите, песните, ората, промовирани широко низ светот, каде што не само преку негови гостувања или преку културно-уметничките друштва или оркестри, туку и со самото држење на предавања и семинари, конкретно во Тешево, во Вевчани, значи се одржувале семинари во негова организација, каде што најчесто биле странци, холанѓани, чеси, словаци, англичани. И така се ширел гласот за нашиот фолклор. Така што ден денес имаме контакти од тие луѓе кои што учествувале на тие семинари. Можам да ги споменам и брачен пар од Холандија, кој што е трета-четврта година ни доаѓа на фестивалот и имаат желба да ги снимаат комплет фестивалските вечери, кои подоцна ги обработуваат тие музички настапи и ги објавуваат на нивна официјална страна. Навистина му сме благодарни за тоа. Прекрасно. Пак ќе споменам, значи,
Она што го направил Пеце Атанасовски за традиционалните инструменти, песни, не е малку и мислам она што сега ние го правиме, да кажам, продолжување на неговото дело, токму е семинарот каде што се изучуваат традиционалните инструменти, го продолжува тоа негово предавање, семинари. Во рамки на програмата да спомнеме дека е и настанот гајдата на Пеце и зборот на Конески. И сега за крај да ги подсетиме уште еднаш сите оние, а верувам дека ќе бидат во голем број што ќе дојдат, значи 30 мај навечер во Центар за култура Марко Цепенков оркестарот Александар од Виена настапува. Потоа имаме во сабота во 18 часот и во недела во 10 часот. Двата тие настани се во Рудина. Рудина Долнени. Исто морам на крај да потенцирам дека од оваа година фестивалот е на еден повисок пиедестал, едно скалило погоре, со самото тоа што лани гајдата, музицирањето и изработувањето на македонската гајда се влезе во репрезентативната листа во УНЕСКО како нематеријално културно наследство. Така што ние како најстар фестивал од овој карактер имаме таа чест што баш гајдата промовираме на ова културно наследство. Така, и на тоа вистина високо ниво. Сите настани се бесплатни, така, отворени за публиката. Јас накрај ви се заблагодарувам не само за денешното гостување, туку и за се она што го правите за нашиот фолклор, а нашите гледачи и слушатели ги покануваме да уживаат во македонскиот фолклор сите овие денови што се пред нас. Ви благодариме.